Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. На самиот крај на оваа календарска година, преку ово обраќање, сакаме да подсетиме на дел од проектите реализирани од страна на локалната самоуправа, но исто така и проекти поддржани и реализирани од страна на централната власт. Во изминатиот период, од преземањето на локалната власт во Кочани и поддршката на Николчо Илиев како кандидат за градоначалник, горди сме за успешното, домакинско и одговорно располагање со општинскиот буџет и реализираните проекти. Спојот на централната и локалната власт резултираше со многу успешно завршени проекти, од кои најголем бенефит имаат граѓаните на општина Кочани. Изминатава година, од страна на централната власт пристигнаа 200 милиони денари поддршка, што е повеќе од годишниот буџет со кој располага општината и е поддршка која е досега незабележана во изминативе 20 на години. Ке споменам само некои од проективе. Реконструкција на прва фаза на регионалниот пат до Пониква во износ од 102 милиона денари. Во завршна фаза е реконструкцијата на Центарот за култура Бели Мугри. Рачистување на долговите во образованието. Асфалтирање на најмногу улици за една година во споредба со последните 10 години. Отчетно и транспарентно располагање со парите на граѓаните. Дополнителна нова субвенција за земјоделците, односно 5 денари по килограм произведена и предадена оризова арпа. Почитувани сограѓани, во идната интеграцијска година во Република Македонија очекуваме значително придвижување на економијата, а со тоа и поуспешна реализација на инфраструктурните проекти и проекти од локално значење. Се со цел подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани во општина Кочани. Почитувани граѓани на општина Кочани, дозволете на крајот да искористам можноста да ви посакам среќна и нова успешна нова година и со здравје и благодет заедно во кругот на своите најблиски да ги пречекате престојните божикни празници.